да финишираме. Све можеме да тргнеме на страна. Зголемите ги инвестициите, намалете ја невработеноста или намалувајте ја невработеноста со темпо, како што тоа го правеше барем претходната влада, а вие треба да правите уште подинамично, тогаш, окей, критиката ќе ја ставиме на страна. За година и пол немате нова фабрика, нова инвестиција, немате реални нови работни места, освен ако не ги спомнуваме овдека синдвичарите што ги отварате низ моловите во градот Скопје. Зборувате за селективност, неселективност. Еден демант на вашата теза дека некој правил селекција, а сега не се прави селекција. Велите дека 70.000 денари претходните влади одобрувале за Струмичкиот карневал. Колку што Струмичкиот карневал е важен за граѓаните на Струмица, и јас сум поборник на таа теза и ја почитувам, и го почитувам. Почитувам било каков културен настан и во било кој град. Така треба и вие да се загрижите зошто 2018 година или со буџетот за 2018 година за манифестацијата Илинденски марш, кој што традиционално 30 години се одржува во Лисиче, во аеродром, не одвоивте ни еден денар. Зошто, господине Костадинов, тоа го направите? За каква селекција зборувате? Визави претходната власт. Иако, навистина, се храните со тоа, да за секое ваше промашување претходната власт ви е виновна, тогаш окей, терајте, јас пак ќе ви кажам. Штета е што трпат граѓаните на Република Македонија. Ако јас сурово и егоистично гледам за мојата политичка партија и интересите на мојата политичка партија, тогаш е во ред, ние многу брзо, тоест многу брзо ќе заминете во опозиција. Но не е тоа во ред во однос на интересите на граѓаните на Република Македонија. Потрошени 6 месеци, година, 2, 3, 4. Се огромен период во денешно време, во 21. век за една држава. За една генерација граѓани на една држава. Велите, не сте се сликале. Па добро, не сте се сликале, ама оро знаете да играте. Сега, тоа се две работи. Така, не е добро што сте сликале нашиве, или ние, при секој отварање или почнување одредена инвестиција, ама ова со оро играње, мислам дека е понижување на сите што учествувале во тој проект. Најмногу на тие што го пуштиле автопатот Демир Капија Смоквица. Не е во ред. Не е во ред. Велите, немало економска промоција. Па господине Костадинов, тука е парадоксот. Точно е дека нема економска промоција, но ставете запреки, продолжете. Затоа нема инвестиции. Еден од параметрите зашто нема инвестиции е затоа што нема промоција. Не е Македонија центарот на светот, па сите да се тепаат да влезат да инвестираат во Република Македонија. Дај Боже да е така, ама не е. Затоа што пред 2011-12 една странска сериозна инвестиција немаше во Република Македонија. Не бевме слушнале за Джонсон Контрол, Джонсон Мети, Алфенол и така натаму и така натаму. Тоа биле светски познати компании. И дојдоа во Република Македонија. Што мисле така дојдоа? Дојдоа што затоа што некој понуди услови кои што во регионот ги нема и дојдоа инвестира и отворија илјадници работни места. Затоа водите сериозно погрешна економска политика, особено реторика во тој дел имате сериозно лоша. Ова многу искрено ви го кажувам. Уште во опозиција почнавте со реторика контра овие инвестиции, така продолживте кога сте на власт. Сега нешто менувате бидејќи гледате дека бројките не ви се како што треба, но мислам дека возот веќе поминал. Србија е тука, ги абсорбира, Црна Гора е тука, Бугарија е, иако е членка на Европската унија. Тука се. Тие инвестиции се во овој регион, ама за жал надвор од границите на Република Македонија. Отварајте работни места, намалете ја невработеноста, така само реално ќе изголемите платите и животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. Се друго е лага. Ви благодарам.